Политички притисок врз македонското население и закана за нивната разбудена национална свест се воените вежби на грчката армија во северна Грција, вели Анастасиос Парисис од партијата на македонците Виножито по вчерашните инциденти во Леринско, каде местното население се спротистави на активностите на армијата. Категорично ги отфрла шпекулациите на некои грчки медиуми дека токму Виножито стои зад протестите. Целта на повторувањето на нешто такво беше да се уплашат селаните. Се знае зошто, да не го анализирам сега тука. Да го поврзам тоа со некои панагиори што стануваат таму околу, со развивањето на совеста, на свеста на луѓето, веќе на народот. Народот реагира спонтано, тоа не, иако некои медиуми веќе во Грција користат некои анализи дека тоа е резултат од провокации кои се планират од членови на Виножито и така натака. Според Парисис, протестите не се политички мотивирани, а доказ повеќе е што на ваквите активности на армијата се спротиставува и грчкото население. И другите грци, така да кажеме, во тие села, маџирите, исто така и тие се загрозени од присуството на тешки такви војни возила во своите ниви, баш тоа време кога треба да се вршат некои работи таму, седвата, нели? Така да немаме некој разделување таму на народот, немаме нека најава од некој да изразува некои други ставови, пошто таму се загрозени правата на граѓаните на тие села. Жителите пред 4 години добиле ветување од страна на грчките власти дека воени вежби во овој крај веќе нема да има, а договорот досега бил почитуван. Станува збор за узурпација на приватен имот од страна на грчката армија, вели Парисис. Селаните имат собственост на тие ниви. Значи, како што велат самите, секое каменче е собственост на тие 62-3 фамилии. Така да вежбите кои се прават таму, се прават баш на собственоста, баш на нивите. Нема некој празно место каде што би било искористено од армијата за да вежба. По вчерашните протести во Леринско денеска е мирно, но напнато, вели Парисис, а четворицата приведени демонстранти утрово се ослободени затоа што обвинителството немало доволно докази да покрене обвиненија.